На 2 август 1944 година била создадена Федерална Македонија во составот на Југославија. Очекувањата на македонскиот народ од создавањето на новата држава биле огромни. Најголемиот дел од македонците очекувале целосно решавање на македонското прашање. На второто заседание на АСНОМ, кон крајот на 1944 година, присуството на бројни делегации од Пиринска и од Егејска Македонија ги подгревале надежите за интегрално решавање на македонското прашање. Но централната југословенска власт и комунистичките власти во Македонија остро се спротивставувале на таквата идеја. За нив целосното решавање на македонското прашање било неприфатлива опција. Затоа, уште во првите години од создавањето на државата, се создало големо незадоволство кај дел од македонската интелигенција од таквиот развој на настаните. Уште во 1945, а особено 1946 година, започнале да се создаваат илегални групи кои што се бореле за создавање на самостојна македонска држава во нејзините етнички и географски граници. Така, во 1946 година била формирана и организацијата ВМРО, Самостојна демократска република Македонија под протекторат на Америка. На чело на ВМРО СДРМА застанал Глигор Крстески од Прилеп, а во раководството били и неколку негови блиски соработници и соборци. Ова илегална македонска организација во почетокот на своето дејствување се ограничила на Прилеп и Прилепско, каде имала најголем број на своји приврзаници. Активни членови на ВМРО СДРМА, а вклучени од Крстески како негови најблиски соработници, биле Благоја Стојковски Бајо, Кирил Костоски Кирца, Костадин Смичковски, Љубен Костоски Чакра, Ристо Јанакиовски, Борка Илиовски, Јордан Николовски, Милош Ристески, Ацо и Коца Алексовски, Блага Џукеска, Благоја Петрески Бучко, Кочо Керпичовски, Кире Расолковски, Ангеле Грашевски, Ацо Спирковски, Илија Андоновченто, Владимир Поповски, Александар Георгиевски и Олга Петреска. Дека единствена организација, по класична смисла на организација, тоа беше нашата организација, која што се разбира доби и друго име, Старата правда. Да. Но основата беше таа. Ние го одложивме таа борба да ја истакнуваме за самостојна Македонија. Само го одложивме тоа. Затоа што немаше никакви услови, видов никакви услови за една таква борба. Сите овие групи, јас сум ги проследувал, се групи, не се организација. Организација е да вистина да имаш статут, да имаш програма, да имаш членство, треба да имаш. Ние имаме и програма и така да речем статут, правилник на внесување. Ви имате се, и немам јас ти. Еден од вашите. Мрежата на ВМРО СДРМА била откриена од страна на органите на власта во јуни 1947 година, при што на 8 септември 1947 година бил организиран судски процес против неколку незини раководители. Окружниот суд во Битола го осудил Глигор Крстески на 3 години престој во воспитно-поправен дом, Костадин Смичковски на 2 години, Благој Стојковски бил осуден на 1 година и 6 месеци присилна работа и Александар Георгиевски на 1 година присилна работа и лишување од слобода. Ваквите судски пресуди биле поради фактот што поголемиот дел од членовите на ВМРО СДРМА биле момчења на возраст од 15 до 18 години, и ако тие биле повозрастни, казните на македонската комунистичка власт сигурно ќе биле уште поригорозни. Обвинителните акти на сите членови на организацијата биле речиси идентични и ги обвинуваат за наводна поврзаност со ВМРО на Ванчо Михајлов. Делото за кое се обвинува Глигор Крстески е непријателски расположен према друштвеното и државното редување на Федеративна Народна Република Југославија и Народна Република Македонија, а со цел да се бори против истото, да е со помош на вооружена странска интервенција Народна Република Македонија одцепи од ФНР-ја, да се уништи народната власт, братството и единството на југословенските народи и создаде некаква си самостојателна демократска република Македонија под покровителство на Америка. Суровите мерки во работните логори не ги поколебале најголемиот дел од раководителите на ВМРО СДРМА. Тие останале доследни на своите принципи.
Еден од основачите на ВМРО СДРМ, Глигор Крстески, по завршувањето на судскиот процес поминал низ вистинска голгота. По затворските келии во Прилеп и Битола, во спровод на милиција, преку затворите во Скопје, Ниш, Белград, Славонски Брод и Загреб, бил испратен во казнено-поправниот дом за малолетници во градчето Глина, каде требало да помине 10 месеци. И покрај тоа што бил малолетно момче, Крстески бил подложен на санкции кои биле извршувани врз полнолетни затвореници, кои намерно биле донесени од други југословенски затвори. Во една ваква ситуација, на властите не им помогнали обвинувањата дека членовите на оваа организација и раководителите се Ванчо Михајловисти, затоа што на површина излегувале сосема други факти. Опасноста од ширењето на идеите и кај голем дел од средношколската младина, па и тие што биле членови на подмладоците на комунистичката партија, навистина ги алармирале комунистичките власти и во Федерална Македонија и во Југославија. Тука почна веќе гимназијата и учителската школа беа едни од двигателите на таа интелектуална млада снага во градот Штип. Допревме до меѓусебно здружување. Еден ден доаѓа Јордан Мијалков кај мене со еден негов близок човек и ми рече дека ќе треба да се видиме, да поразговараме малку повеќе, бидејќи гледам дека овде во учителската школа има некое раздвижување на национален план. Јас му викам, ти, Јордане, од каде можеш да го знаеш тоа? Тоа што го знаеш ти, тоа го знам и јас. Значи, разговор е обавено и со него од оснивачите. И отидовме во куќата на Јордан. Тоа тука го опишуваме. Во куќата и таму создадовме. Првото создавање беше кај Васил, во писарницата. Отидовме таму и Васил нас ни рече вака. Вие треба прво да знаете дека патот што го избирате е баги тежок. Едно. Второ, тој пат бара жртви, бара издржливост, бара сигурност во себе. А особено, откако ќе се заколнете дека ќе исклужите на организацијата честно, гордо и достојно. Затоа поразмислите малце. Утре, во истото време, ќе дојдете тука во писарницата и ќе одеме во црквата, доколку се согласите да дадете заклетва. Така направивме. Во црквата отидовме заедно со Васил. Васил ги изговара зборовите од заклетвата, нели? И на крајот така заврши, доколку предадам тајна од револуционерното дело, да бидам убиен со овој револвер и кама што ги бакнува. Амин. И тука настана една радост, се избакнавме, преверавме сите, посебно Јордан, така беше он динамичен, темпераментен. Сега сме веќе организирани во партија која се вика ВМРО Правда. Во 1949 година била формирана нова организација ВМРО Правда. Најголемиот дел од членството на оваа организација биле членови од претходната организација. Оваа организација исто така како главен идеал си го поставила обединувањето на Македонија и создавање на една самостојна држава во етничките и географски граници. Ова било под влијание на идеите на македонското револуционерно движење од крајот на 19 и почетокот на 20 век. Идеалот на ВМРО повторно оживеал и во услови на една југословенска федерација и во услови кога само делумно било решено македонското прашање. Името Правда го добивме како веќе оформено од оснивачите. Меѓутоа, во препораката беше објаснета вредноста и значењето на зошто да се вика ВМРО Правда. Заради тоа што навистина во тоа време врз Македонија се правеа големи неправди. Особено во тој период
започна во училиштата нагло да се изучува српскиот јазик. Почна веќе во ученици да се служат со учебници кои што беа на српски јазик. ВМРО како ВМРО си останува историска вредност и сите тие вредности ние ги прифаќавме, бидејќи тоа е организација која што ги носи сите национални вредности на македонецот за негово национално создавање на држава, национална држава. И околу тоа ич не се двумевме, целосно го прифаќавме тој идеал и почнувавме постепенно да го продавочуваме тоа. Почнавме веќе да набавуваме преко Васила и книги кои што го раскажуваат тоа. Дојдовме до книга, Стојан Лозата дојде до книга во која што беше опишано создавањето на ВМРО 93 година. Дојдовме до книга која што зборуваше за спомените на убиството на Гоце Делчев од Јаворов и постепено веќе ние навлегувавме во таа содржина повеќе и што е најбитно. Тоа ние не го правевме со некоја задача конкретна партија создаваме. Според сеќавањата на Илија Христовски, нелегални групи на ВМРО Правда имало во повеќе делови на Народна република Македонија. Во Ресенско, во организацијската мрежа на ВМРО Правда, влегле следни величности: Митуше Ленчевски, Науме Нечовски, Ване Божиновски, Јордан Лозевски, Боре Андреевски, Тоде Тасевски и други десетици членови. Во Скопје биле формирани повеќе комитети на организацијата во неколку средни училишта со членство од речиси сите делови на Народна република Македонија. Групата во Средното медицинско училиште ја сочинувале Мирко Ѓорѓиев, Никола Казанков, Панде Пешев, Илија Христовски и други. Во Економското училиште членови на ВМРО Правда биле Душко Стаменов, Кочо Ников, Александар Диневски и Димитар Димитров. Нелегалната група во Средното техничко училиште ја сочинувале Ѓорѓе Јаневски и Владе Мицковски, а во Средното музичко училиште Јован Лазаровски. Според Христовски, организацијата имала своји членови и во армијата, а тоа бил Ристо Поповски. Значи, со еден збор, Правда беше организација која што имаше за цел да ги исправе сите неправди што се прават на Македонија, на македонската национална свест, на македонската национална вредност. И како таква почна да дејства. Мрежата на оваа организација ВМРО Правда започнала да се шири и во останатите делови на Македонија под грчка, односно под бугарска власт. Главен пункт било селото Трботивиште во близина на тогашната државна граница. Јас во Трботивиште селото, кај Марковски Методија, во куќата на Марковски Методија, успеавме да заколнеме 16 момчиња. Од тој дел, пијаничкиот дел, разловечкиот дел, тај, во неговата куќа. На тоа нешто имаше најголем одзив, затоа што луѓето почнаа веќе да прават масовување и почнаа веќе да предизвикуваат инциденти, кои што идеа во прилог на осознавањето на македонецот против тенденциите за негово уништување. Болницата во Гевгелија почина Константин Калеников. Кога почина, имаше 2 сина, имаше жена и поголемо полициско досие. Наредниот ден на неговиот погреб на градските гробишта во Гевгелија, покрај најблиските, роднините и пријателите, присуствуваа и 2 службеници од Одделението за државна безбедност во полицијата. Агентите по налог за евиденција ги снимаа пријателите на починатиот заведени под графата македонски националисти. Тоа се случи на 24 јануари 1997 година. 3 години подоцна неговата сопруга Љубица го доби полициското досие. Првпат во својот живот го виде непознатото име на својот маж. Таа не знаеше ништо за овие работи во полицијата. Не знаеа ниту незините синови, ниту снаите, ниту внуците знаеа дека нивниот покоен дедо, македонски националист, во полицијата имал име Пајак.
Хочо беше едно момче од најнапредните во гимназија, во Трговска академија. Тогаш се викаше Трговска академија, сега Средно економско училиште Борис Кидрич. Потоа, он меѓу најнапредните и се зачлени во организацијата на ВМРО Правда. Потоа, бидејќи тогаш имаше и овие младински организации, него бара да го исклучат од младинската организација, бидејќи беше член на таа врховистичка наречена организација. За време на феријата, он ноќта на 13 јули 50 година идат од дома, од кревет, го зимат и го носат во затвор. Тоа значи имал он само 17 години и 1 месец. На него му се водише досие од почетокот. И додека беше во војската, он имаше досие. Он се водеше под псевдонимот Пајак. И Пајак беше пратен, имаше доушници кои што го пратеа од почеток до крај. Мојот дедо е затворен исто за ВМРО 4 години. Татко ми е исто 4 години. Така да коренот потекнува од тука и таа е истина. Добар, многу добар родител за фамилијата. Добар према друштвото, поштен, а се осеќаше во самата фамилија, иако не збореше дека е прогонуван на нас децата, да не малтретира, да не оптоварува со тоа. Го осеќавме ние тоа како деца, кога требаше да се запослуваме. Тоа го осетивме и лично на грбот наш, дека сме неподобни. Кај да конкуриравме, не одбива како неподобни, како деца на затвореник, што се сакал можеби малку повеќе Македонија од некои други македонци. Во почетокот на 1950 година, ВМРО Правда одржала едно советување кое некои нејзини членови го нарекували Конгрес, кој било одржано во селото Стари град, во близина на Росоман, Велешко. На ова советување дошле представници на организацијата од сите делови на Народна република Македонија, а имало делегати и од Егејска Македонија, тројца од Солун и еден од градот Воден, како и делегати од Пиринска Македонија. Членовите на ВМРО Правда на ова советување донеле заклучоци според кои организацијата си поставила за цел да ја прошири организацијската мрежа и во Егејска Македонија под грчка власт, како и во Пиринска Македонија под бугарска власт. Делегатите исто така заклучиле дека ВМРО Правда треба да прерасне во општонародна тајна македонска организација, која ќе поведе вооружена ослободителна борба за создавање на самостојна македонска држава во незините етнички, географски и економски граници. Како главен стожер во таа борба се посочувала младата македонска генерација, која требало да прерасне во најреволуционерниот дел од македонскиот народ. Советувањето во Стари град ги формулирало и методите на вооружената борба. Комитска борба, по примерот на комитите на легендарниот македонски револуционер Гоце Делчев, никако партизанска. Во прокламираната борба за ослободување на Македонија, раководството на ВМРО Правда неголема подкрепа гледало во Соединетите Американски држави. Во своите спомени за начинот на борба на организацијата во Штипско, Ѓорѓи Доцев се сеќава на следното. Во тоа време доаѓа опата и пренесува да се донесе одлука сите организирани во ВМРО Правда во учителската школа за 10 до 15 дена да излезат на Плачковица
каде што се веќе организирани луѓе од кои ќе се добие оружје, ќе се организираат одреди, бригади, кои треба да се борат за обединување на Македонија, а дека веќе се воспоставени контакти со Пиринска и Егејска Македонија. Според тој план, нашата група требаше да оди на Егејскиот дел, на Кукуш. Поради репресивните мерки на грчките, односно бугарските безбедносни служби, многу брзо била растурена организацијската мрежа на ВМРО Правда во овие делови на Македонија. Ваквите сурови мерки на тајните служби на Југославија го принудиле членството на ВМРО Правда да премине кон еден поконспиративен начин на делување. Тоа пред се било заради опасноста од откривање на мрежата на оваа илегална македонска организација. Затоа и во случаите кога биле откривани некои незини членови, провалите се ограничувале само на одреден број на луѓе, токму поради фактот што дел од тие луѓе помеѓу себе и не се познавале. Тоа ја спречувало опасноста од целосно уништување на ВМРО Правда. Фактички ние сами меѓу себе не се знаевме. Затоа што и го избравме тој систем на тројки, така наречено, каде што едниот се знае еден, но натаму никој ништо не знае. Па и покасно кога ги правевме конгресите, и во Скопје, и во Градско и така натаму, па и кога ги припремавме сфрлањето на 4 на Пачковица, и тогаш не си ги знаевме имињата. И не ги знаевме сите. А се знаевме сите, мене ме знае Јордан. Лозата го знае Јордан, Лозата не ме знае мене. И тоа е на работа толку. И највише бела има овие од УДБА, кога не се позатвара, што не може да надкријат на тај план. И може слободно да се констатира дека поради ваквата констелација на односите и поради ваквата поставеност на ВМРО Правда, таа успеала да ги преживее сите репресалии и сите мерки на тајните служби на Југославија и да преживее како организација дури до доцните 80-ти години на минатиот век. За податок само нека послужи фактот дека во период од 10 години од средината на 70-тите до средината на 80-тите години биле фатени и осудени само неколкумина членови на оваа организација. Начинот на действување на ВМРО Правда бил најмногу по пат на праќање на декларации и петиции до македонскиот народ во обид народот да се увери дека тогашната комунистичка власт погрешно ја води основската македонска држава. Тоа биле главните мерки и методи на действување на ВМРО Правда, но имало дел од членовите на оваа организација кои што исто така барале действување по вооружен пат, иако тој број на членови бил ограничен. Токму овој податок го искористиле и тајните служби и безбедносните служби на Југославија во обидот да дискредитираат оваа македонска организација и да ја припишат некакви сосема поинакви туги цели. Неспособноста на УДБА и на сите тие крлежи што работеа во таа УДБА против интересите на Македонија и македонскиот народ, почнаа да измислуваат работи. Методите што ги преминуваа беа неверојатно драстични. Нив ги интересираше многу Трботивиште, ги интересираше Пробиштип, ги интересираше Гевđелиско Богородица, бидејќи таму најголем број на луѓе веќе ги прифаќаат тие идеи. Они имат сигнали, меѓутоа немаат документи со кои што може да потврдат дека тие деца учествуваат во партијата, во организацијата ВМРО Правда и дека ги организирал нив тај и тај. И сега на истрагата
применува то електрошокови. Тие електрошокови беа ужасни. Од нив не се умира, ама многу лесно се предава тајната. Јас ќе го кажам за мене. Не сум разговарал со другите. Тоа е едно малечко собиче вака, темно е целото, само има две црвени сијалички. И сега ти вика, јас ќе те прашувам, ти ќе одговара само со да или не. И сега почнува. Тој изгасна црвените сијалички и се направат тие две, като оди врн, тука ти поминат преку ова, паднеш ти во безсознание и он го поставува прашањето. Тоа се вака, кога ми го постави прашањето, кажи ги имињата, едно, две име, кажи имаше ли законување во Трботивиште. Во мене, видите се, тоа секундарни игри, ја донесувам одлука више готово, ќе изустувам, да, види, ќе изустувам, меѓутоа нешто победи силно во мене, ама Ѓорѓи така умираше, да, не бивај предавник, мајка. И не го кажав тоа. Добро, што не го кажеш, ќе пагаш тоа, не се, вода, масажи, да тоа живеат. Едно 15-20 минути така. Тоа тука масира, доаѓа специјално тие, увежбани се, и вода става тука, по грбати така натаму. И ми вика мене кога се осозна, ова у пролече се одиграва ова. Ова полициска станица Пролече. Тај Свето Митревски го правеше тој тај бабам. Готово е, бе, Ѓорѓи, готово е. А го доведо и Чамински, Стојан. Го доведо... Знаете зашто го доведо него? Затоа што со Чамински јас сум соученик. У учителската школа заедно учевме и во една клупа седевме. И он кај мене требаше на емотивен план да делува. Аде, ги гледам. И гледай се, ама. И ги става раците. Вака, гледаш. Каде? Едно до друго ли се? Да. И се, се заклопува. Се, така се признати. Ше малко си ме разплакала. Што сум признал да стоја, не кажеш? Кажи, еве, кажи, тоа и тоа, Трбоди. Ја преди се не сум бил во Трботивиште. А среќи и тај Методија не призна ништо. И не го претрепале таму. И, добро, ќе видиме на судењето. Ја не верувам дека ќе допре до судење сега. Тоа време го слушал тоа. Има тие микрофони, горе го слушам. То сето овде што се случува, тамо го слуша тај Свето Митревски. Гад беше еден. Доаѓа од таму на лутен. Зашто јас сум се инатил? Не сум признал дека сум признал. А не оште ли не признаваш ти, бе, го ведо на едно грам на главата и од джидо ми ја треснам. И поново, па, добре. Па, таму, и се разбудувам, сега, јасно ти дека ти е све јасно. Јасно ми. Што ти е јасно? Тоа што ти е јасно теби, тоа ми е на мене. На мене не ми е јасно ништо, па и на мене не ми е јасно. Абе, ти нас го веде, ти не правят, па, ќотеци. Тоа се си пишува во пресудата, си пишува и во истрагата, ја го имам истражниот материјал. Значи, судењето наше траеше 27 дена, од кои што 21 ден активно и не судеа секогаш од 8 саатот до 2, од 2 не пуштаа да идеме да ручаме и од 4 до 8 саата. Тоа се движеше постојано така. Сега големината кај нас беше што сите ние, и ова да го кажам, па после вие може тоа ќе... Видите, првиот ден доаѓаме на судењето, а више не се знае, самиот не се знае самиот затоа што испаѓаш од Тилија, се возеш комбе, те возат, доаѓаш у судот, те затварат во кафез, да немаш контакт, те вадат од кафезот, те носат во судницата, не судеа во свечената сала, озвучена целата, и внатрешно, и надворешно, микрофони ечат таму. И
Кога влегуваш внатре, не смееш да погледнеш внатре во земјата гледаш. Не смееш да гледаш. И сега замислите, ние околу 9 месеци, 10 у притвор бевме, по Кели, тоа за шутка, и доаѓа сега меѓу народ. Секјавам се кога сега моите беа во првиот ред, сестра и невестата така. И не само мои, другите, и на Панда, и на Дина, и на... И само чув едно, леле, тоа леле, повеќе ми нанесе бод, отколку се оно што го претрпе во затвор. И не ставија, одма на секого, со секого автомат тука до него полицаец. Сега ово сега. Сега јавниот овој Павел Манев, председател на кривичниот совет, проширен кривичен совет со тројца, како се вика овие, што се, поротници, резервни и двојца суди и резервни. Значи, чекат они валјда да испоизумре, ние судејќи, не? И го чита тоа и вика вака. Застапник на обвинението е јавниот обвинител Станковиќ Божидар. И тоа кога ми го рече тоа Божидар Станковиќ, кога да го удри некој. Знаеш. Го прочита тоа Павел Манев и ја станувам господин, така ги викахме, господин, уште тогај нема да, господине председател. Јас барам да биде сменет јавниот обвинител Божидар Станковиќ. Петре, тоа дишти каква штама настанал тоа. Леле, вие моите, нашите тука почнеат да пискат. Само вика, шо ти треба тоа, Ѓорѓи дотрча, седиме тука. Павел Манев се збуни Иван. Повтори уште еднаш, обвинет Ордев, под Ордев сум суден. Обвинет Ордев, повтори уште еднаш, повтарува. Уште еднаш, повторува. Кога ја го потврдив тоа, сега ги прашува и другите дали го прифаќат мојот предлог. Кој сме да не го прифати? До мене Панде беше, газам го ти, јасно, да го прифаќам и Дончо и така тие сите. 7 души го прифатија и сега го даде ова паузата, после 2 дена доваѓаме и чита Павел Манев. Вика се прифаќа предлогот на обвинетиот Ордев, за јавен обвинител се назначува Марковски Бундалевски Марко од Галичник еден. Па видите како ми олеснава на душата, а не зашто? Затоа што тај Бундалевски Марко, за да го проучете овај материјал што го има он, треба му време. А он да дојде на него, ние можеме да го играеме него, отколку... А неверојатно имавме уедначена одбрана. И сега таа уедначена одбрана предизвика малку сомнеш кај нив, а посебно кај Марко. И Марко Бундалевски вика, другар председател на Кривичниот совет, јас мислам дека обвинетите си имат договарано. Како бе договарано? Павел му вика, па така си имат договарано. Тоа го пишува во пресудите и во онија записниците таму. И сега он гледа, се чуде. Добро, вие во Ќилија ли сте, бе? Во Ќилија се. Ги пишуват тие што не обезбедуват. После 27 дена ни изрекуваат пресуда. Ѓорги Доцев таму да се осудува на 1,5 година. На 16 август 1950 година Окружниот суд во Скопје им изрекол драконски казни, нарече се сите уапсени членови на раководството на ВМРО Правда, освен на малолетните членови, кои имале известни олеснителни околности. Љубен Костовски Чакре и Дане Поповски биле осудени на 5 години затвор со присилна работа и губење на граѓанските права, а Илија Христовски бил осуден на 3,5 години затвор со губење на граѓанските права во период од 1 година. Идеологот на организацијата, Глигор Крстески, без судање бил одведен во логорот под планината Кајмакчалан,
а во зимата 1950-51 година бил преместен да работи на прекопување на мелиоративни канали кај Струмичкото Моноспитовско блато. Во обвинителните акти на сите уапсени членови стоеле истите фрази кои судовите, под инструкции на власта, ги донесувале за сите обвинети за идеите на ВМРО и независна македонска држава. Обвинението врз Илија Христовски било следно. Виновен е, затоа што по иницијатива на прво обвинетиот Чакровски, а под раководство на обвинетите Поповски Дане и Христовски Илчо, кон крајот на 1949 година, створиле противнародна организација, наречена ВМРО Правда, која имала за цел да води оружена борба против уставниот поредок на Федеративна Народна Република Југославија, со стварање обединета автономна Македонија. Обичниот македонски народ, па и голем дел од македонската интелигенција успеале во името на оваа организација и во името на ВМРО СДРМ да препознаат една автохтона македонска организација, поставена на македонска национална платформа. Наводното бугарофилство и поврзување со Ванчо Михајлов немало воопшто никаква основа, затоа што најголемиот дел од членовите на овие македонски организации воопшто ниту го познавале Ванчо Михајлов, ниту имале било какви контакти. Во едни такви услови, безбедносните служби настојувале да ја компрометираат организацијата со фактот што им било подметнувано оружје на дел од членовите и во тој случај тие биле осудувани на монтираните судски процеси на поголеми казни на затвор. Кон крајот на 50-тите и почетокот на 60-тите години, поради големиот број апсења, мрежата на ВМРО Правда значително се намалила. Во периодот од 1958 до 1969 година биле откриени неколку десетици илегални групи на ВМРО Правда во повеќе македонски градови: Скопје, Битола, Штип, Кавадарци, Прилеп, Струмица, Велес, Охрид и други. Против уапсените членови на организацијата, македонската комунистичка власт покренала обвиненија, при што голем дел од нив биле осудени на повеќегодишна затворска казна. Се поставува прашањето: дали злогласната удба успеа да ги уништи овие автохтони македонски организации со името ВМРО? Одговорот е секако не. Најголемиот дел од членството на овие две македонски организации останало неоткриено. Голем дел од членството успеало да остане во илегала се до доцните 80-ти години на минатиот век, пред распаѓањето на Југословенската федерација. Идеалите на ВМРО Правда и ВМРО СДРМ се вградиле во создавањето на независната македонска држава. Сушност, тие со своите идеали се предвесници во создавањето на независна Македонија во 1991 година.